Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bitno je da знаеме дека не смееме да облечеме нешто што ќе биде шиено, во смисла да облечеме кошула или мајца или некоја друга облека, мора да бидат тие само два. Алхамдулиллахи раббил алемин, вассалату вассаламу ала ешрефил анбияи вал мурсалин, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Славен и фален нека биде Господарот Аллах субханеху ва таала. Сведочам дека Аллах Джелешану е еден и единствен. Тој е онај кој заслужува да го обожаваме и веруваме во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед салаллаху алейхи васелем е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници. На Аллах Джелешану му се захвалувам што не направи да бидеме муслимани, припадници на оваа совршена вера дин Ислам и следбеници на највредниот Аллахов пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Задоволни сме Аллах Джелешану да биде нашиот Господар, наша вера да биде дин Ислам и наш пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Селам и салават испраќам на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи салам, на неговата фамилија, неговите вредни другари и на сите муслимани кои го следеле, го следаат и ќе го следаат неговиот пат се до кијаметскиот ден. На почеток, почитувани верници, ве поздравувам со исламски и дженнетски поздрав: Есселаму алейкум ва рахметуллахи ва барекату. Му молам Аллах Джелешану да го поправи нашиот ниет, да не направи искрени Аллахови робови, да ги правиме нашите дела искрено само заради Аллах Джелешану. Го молам Аллах Джелешану да ни даде берекет во тоа ние што го кажуваме и тоа ние што го слушаме и да не направи мубарек благословени ние каде и да бидеме. Го молам Аллах субханеху ва таала да ни даде фехам, сваќање за оваа совршена вера дин Ислам, да ги разбереме и да ги научеме и сватеме Аллаховите прописи, Аллаховите наредби и Аллаховите забрани. Аллахумме амин. Почитувани верници, Аллах Джелешану е милостив према нас. Господарот Аллах субханеху ва таала преку тие ибадети кои ние ги правиме заради Аллах Джелешану, сака нас да ни ги опростува и опрости нашите гревови. Аллах субханеху ва таала ни наредил во денот ние да ги клањаме тие 5 дневни намази, ни наредил во годината да постеме еден месец, а тој месец е Рамазан, да даваме зекат за нашето богатство и еднаш во нашиот дуњалучки живот, ако ние сме во можност да обавиме хаџ, да го направиме тој ибадет и Аллах субханеху ва таала преку тој ибадет да ни ги опрости нашите грешки и нашите гревови кои ние ги имаме направено во нашиот дуњалучки живот. Затоа, инша Аллаху таала, во ова предавање, со дозволот Аллах субханеху ва таала, ќе продолжиме таму каде што застанавме и ќе ги спомнеме тие ихрамски забрани
кој во претходното предавање кажавме кои се тие граници кој еден хаджија кога сака да обави умра и хадж не смее да ги помини тие граници и таа граница да ја помини, а да нема ниет и да нема облечено ихрам. И потоа ги спомнавме исто така и тие рукнови, тие фарзови и тие суннети кои што се од хаджот. Спомнавме дека еден муслиман и една муслиманка кога ќе дојдат до тоа место, до тој микат и таа граница и имаат ниет да обаваат умра или хадж, од тука натака започнуваат и тие ихрамски забрани кои често пати нашите хаджи и сите хаджи, може би не сите, али дел од нив прашуваат овие забрани во смисла зошто ние го сменавме начинот на живење со доаѓањето на ова место, од тој микат и од таа граница. Познато е за нас дека во основа ни е дозволено ние да зборуваме. Во основа ние можеме да јадеме и да пиеме тоа што е халал. Али ние, кога ќе сакаме да обавеме намаз, тие 5 дневни намази или некои суннети и некои нафилиња, тие халал работи кои претходно ни беа дозволени, ни постануваат нас забранети. Пример, ако ние земеме текбир Аллаху екбер и почнуваме да клањаме, не смееме да зборуваме во намаз, не смееме да јадеме, не смееме да пиеме, не смееме да го креваме нашиот поглед, не смееме некои дозволени работи кои ни беа претходно, ни постана нас забранети. Во текот на постот и во текот на месец Рамазан, кој во основа ни е дозволено да јадеме и да пиеме и некои други дуњалушки уживања, нас ни постануваат забранети. Исто така и хаджот, и тој кој што има ниет да обави хадж, за него има некои забрани. Целта и мудроста од тие забрани е ние да искажеме покорност и послушност на единствениот Господар Аллах субханеху ва теала. Затоа, иншаллаху теала, ќе ги спомнеме тие ихрамски забрани кои е важно секој еден хаджија да ги научи. Секој еден хаджија да праша за тие забрани и секој еден хаджија да прочита и нешто да слушни за тие ихрамски забрани. Првата забрана е тој кој што сака да обави умра или хадж, машкиот пол забрането му е да облекува облека да биде шиена, во смисла да има ракав или ногавица, или таа облека што ја облекува да биде во форма на палто или на кошула или на панталони. Тие се два пешкири или два чаршафи кои што муслиманот и хаджијата ги облекува кога сака да обави умра или хадж. Затоа не смее тој да направи таа облека во форма на палто или на кошула или на панталони. Првата забрана е не смее тој да има на неговото тело нешто сошиено. Во смисла, ако тој би облекол и ставал на неговото тело, пример, каиш, кој што нему му е во потреба му е да го чува тој ихам. Ова не влегува во таа забрана. Или, пример, има некој новчаник кој на тој новчаник има шиено.
целта е неговата облека и тие два чаршафи да не бидат, и тој ихрам да не биде во форма на облека. Потоа, друго нешто што е забрането и што е ихрамските забрани е тој да користи парфеми, да користи мирис. И во текот на тоа патување, додека ја обави умрата и го обави хаџот, додека е во ихрам, не смее тој да користи мирис, не смее да користи сапун. Целта е да искажеме ние дека сме послушни и покорни на единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Претходно спомнавме во претходното предавање дека од суннетите на тој кој што сака да обави хаџ и на хаџијата и во хаџот, од суннетите е тој да се избања, тој да ги скрати неговите ногти, да ги очисти неговите срамни места. Затоа од забраната и ихрамските забрани влегува и тоа кога ние ќе земеме ниет и кога ќе облечеме ихрам и тргнуваме и одеме за Мека, од тој момент кога сме дошле на микат и таа граница, додека е обавеме умрата, не смееме да ги скратеме нашите ногти. Не смееме ние да се стрижеме, не смееме ние да се бричеме, не смееме ние да ги очистиме нашите срамни места во текот на тоа патување, кој умрата од прилика може би зема 10 или 11 или 12 сата зависно од патувањето. Во тој период влегува и оваа забрана. Значи не смееме да отстранеме ништо од нашето тело. Потоа, забрането ни е и од тие ихрамски забрани ние да ја покриваме нашата глава. Да ја покриваме нашата глава со капа и слично, кој претходно ни беше дозволено и потоа ќе ни биде пак дозволено. Тоа го правиме зошто? За да искажеме послушност и покорност према единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Али ние имаме право да застанеме кога сме во ихрам, да застанеме под нешто што е покрива нашата глава во смисла чадор или некој шатор, или да имаме покрив над нашата глава, како што е, например, влегуваме во кола, влегуваме во автобус, влегуваме во авион и слично. Ова не се подразбира дека ние сме покриеле нашата глава, туку нашата глава не смееме да ја покриеме со капа или да ја покриеме со нешто друго во текот на таа обврска што имаме према единствениот Господар Аллах Джелешану во текот на умрата или во текот на хаџот. Претходно нас ни беше дозволено ние да направиме никах, да се женеме или да се мажеме. Кога ќе влеземе во ихрам, ќе заниетеме ние да направиме умра и хаџ, забрането е ние да правиме никах. Тоа го правиме исклучиво само заради кого? Заради единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Потоа од забраните и тие ихрамски забрани е и тоа што мажот и жената не смеа да имаат односи. Мора да бидат разделечени. Тоа е од тие забрани што ни ги објаснал Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Во текот на патувањето, кога ние патуваме и сме дошле на тоа место, на тој микат, и од тој микат додека стигнеме во Мека, ние не смееме во текот на патувањето да ловеме. Не смееме да ловеме. Тоа го правиме зошто? Како послушност и покорност на единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Од другите забрани кои што ги има мухримот и тој кој што е влезен во ихрам, кога заниетува од микат да обави умра или хаџ, нему забрането му е да корни тревки во Мека, да крши и да сечи дрва во Мека. Тоа е од тие забрани
ихрамски забрани кои што му се забранети на оне кој што е влезен во ихрам или е мухрим. Тоа е многу важно да ги разбереме овие работи кога нас ни е забрането, кога сме во ихрам, да корнеме тревки во Мека и да сечеме или уништуваме дрва во Мека. Субханаллах, се запрашувам и самиот себе си, каков е тој едеп на еден муслиман, на еден хаджија кој што доаѓа во Мека, доаѓа во тие мубарек места, доаѓа во тие благословени места, место каде што Џибрил алейхи селам му го објавувал Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем 13 години. Место каде што секогаш нашите срца во нашиот намаз се поврзани према тоа место и со тоа место Бейтуллах, нашата кибла, место каде што има огромна историја за еден муслиман, за еден верник, еден муслиман и еден хаджија доаѓа во тоа место и тоа место го гнаси, во тоа место фрла ѓубре, во тоа место пуши цигари, во тоа место прави нешто што навистина не му доликува на еден муслиман да го прави тоа нешто и да има таков едеп. Кога нас ни е забрането во ихрам, кога сме ние мухрими, кога влегуваме во ихрам, забрането ни е да корнеме тревки, да сечеме дрва, тогаш ова влегува уште поголема забрана ние да правиме метеж и неред во тие мубарек места. Затоа е многу важно, почитувани верници, да го сватеме овај ибадет што го правиме еднаш во нашиот дуњалучки живот, да го сватеме сериозно дека тоа е едно медресе кој што нас не учи како ние да живееме и понатака. Тоа се овие забрани што нас ни ги забранел Аллах Джелешану, што ни ги подучел Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Битно е да знаеме дека не смееме да облечеме нешто што ќе биде шиено, во смисла да облечеме кошула или мајца или некоја друга облека. Мора да бидат тие само два дела, значи тие два чаршаф или два пешкири, кажано по наше. Потоа не смееме да ставаме мирис, не смееме да користиме парфем, не смееме да користиме сапун во текот на тоа патување, не смееме да ги исечеме нашите ногти, да острижеме нашата глава, да ги отстранеме нашите срамни места, да ги очистиме нашите срамни места во текот на тоа патување. Тие се во забраните на мухримот или ихрамски забрани. Не смееме да ја покриеме нашата глава, не смееме да правиме никах во текот на тоа патување. Не смееме ние да се зближиме со нашите жени и не смееме ние да корнеме тревки и не смееме ние да сечеме дрва во тоа мубарек место, во тој благословен град, а тој град е Меккетул Мукарраме. Го молам единствениот Господар Аллах субханаху ва таала да не подучи во дин Ислам. Го молам Аллах Джелешану сите наши хаджи да појдат и да се вратат во нивните места, да појдат во тие мубарек места, да ги обаваат тој ибадет. Го молам Аллах Джелешану да подари на сите нас и на сите муслимани, на сите хаджи ихлас и искреност. Го молам Аллах субханаху ва таала да не подучи и да не воспита и да не подучи со исламско тербие, со исламски одгој, ние да се однесуваме така како што бара и не учи оваа совршена вера, дин Ислам. Го молам Аллах субханаху ва таала да не награди со џеннетул фирдеус. Амин. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Allah Đelešanu da ve nagradi za vašiju saboru. Wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.